Со централната набавка на реагенси, целта е заштеда од неколку милиони евра за нашата држава и пружање на подобри услови за пациентите. Централизираните набавки овозможуваат оптимално искористување на средствата. Министерството за здравство ќе има можност да ја контролира и предвидува трошоците за тестирање, без оглед каде се изведуваат, нешто што досега многу тешко се спроведува. Како резултат на тоа очекуваме цените да опаднат за 10 до 20%, а тоа посебно ќе го почувствуваат малите здравствени установи. Централизираните набавки ќе му овозможат на Министерството за здравство поголема оптимизација на бројот и видот на инструментите во објектите, со што ќе се зголеми оперативната ефикасност, како и подобрување на пристапот до напредни технологии во здравствените установи. Според истражувањето кое го направивме во изминатиот период, колку е поголемо пакувањето на реагенсите, толку е поевтина цената. Досегашното работење покажа дека се фрлаат реагенси поради нивната неискористеност. Во моментов имаме анализатори од 400 до 800 анализи на час, во места каде што нема ни 30 до 50 анализи на ден. Според анализите, бројот на инструменти може да се намали за повеќе од половина, со што ќе се направат дополнителни заштеди. Дополнително, централизираната набавка ќе му овозможи на Министерството за здравство да преговара за бесплатно сервисирање на апаратите. Инструментите за поправка исто така ќе станат побрзи, со што ќе се минимизира прекинот на оперативните средства. Централизираните набавки ќе обезбедат можности за стандардизирана обука на ниво да државата. Исто така ќе има пад на производите со истечен рок. Пракса во високо развиените земји е централизирање на лабораториите. Целта е подобри услови на пациентите, кои ќе се постигнат со тоа што од отпочнување на овој систем, пациентите нема да има потреба да патуваат за анализи кои не се вршат во нивните места на живење. Трошоци дополнителни нема да има за пациентите, бидејќи резултатот ќе го добиваат повторно во нивното место на живење. Нема потреба ниту за загриженост за губење на работните места, заради тоа што персоналот ќе остане на истите и нема да се прераспределува кадрот од лабораториите. Дополнително, персоналот ќе може да одговори на потребите, бидејќи распоредот на централните лаборатории е направен во соодност со големината на апаратите и нивната брзина. Пациентите нема во никој случај да бидат оштетени, затоа што тоа не се итни анализи. Итните анализи се потребни секаде, каде што има хирургија и таму такви апарати се предвидени. Токму затоа е така баждарен капацитетот на тие апарати да целосно го покрие да ја покрие потребата во сите болници каде што се дава хируршка дејност. Специфичните анализи се предвидени да се работат оделно во централна лабораторија. Анализи поплани и во ноќните часови ќе се изработуваат само за итните случаи. Протоколите за транспорт на крв се според досегашните протоколи и во тендерска документација јасно е напишано дека економскиот оператор е должен во цената да има вклучено и транспорт на крв. Лабораторискиот информативен систем ќе ги консолидира лабораториските тестови на сите пациенти на едно место. Здравствените установи ќе имаат пристап до информации во реално време, во однос на податоци за пациентите, нивните лабораториски тестови и трошоците. Ќе се зима у цело време крвта, после транспортот, доколку нема итност, резултатите ќе бидат готови исти. Што е со оние пациенти што дошле од друг град, на пример во Скопје, и сега мора да се вратат за повторно утре да дојдат кај истиот лекар за да ја земат анализата, како ќе биде тоа регулирано? Во Скопје целосно покрен со овој апарати, во истиот момент ќе бидат анализите готови, како што е сега. Истиот ден. Еве што рационализираме. Да ви дам конкретен пример. Во Кавадарци има лабораторија и во здравствениот дом и во болницата. И во здравствениот дом и во болницата има по неколку апарати од различни производители. Нешто што нема потреба да постои. Се набавуваат огромни количини од огромни пакувања заради тоа што нема помали. Огромен број на анализи се изфрлаат. Ние така не може да постигнеме ништо. Очекуваме огромни заштети, граѓаните нема да осетат апсолутно ништо. Дополнително, ќе има бенефит заради тоа што за некои анализи за кои што до сега требале да додат во друг град, во Скопје, за да се направи таа специфична анализа, сега тоа ќе им биде обезбедено со транспорт кој што го бараме од операторот. Ќе си вадат крв, ќе ги обслужуваат пациентите како сервис, доколку треба, некој дел ќе ги префрлиме на Институтот за биохемија, но мислам дека нема да има потреба. Или отворени сме да видиме доколку се изнуди потреба, со оглед на тоа што бараме апаратите да се гратис, да не ги купуваме, да дополниме некаде каде што треба, ако има некои тековни оперативни проблеми, што искрено не очекувам, но спремни сме да интервенираме.